Почитувани гледачи, добре дојдовте во новото издание на емисијата Супер Звезда. Денеска ќе имаме еден гостин со кого што имав можност да разговарам пред неколку емисии. Повторно во емисијата Супер Звезда ќе гостува легендарниот Александар Масевски, со кого што ќе имаме можност да поразговараме и научиме некои работи на полето на музиката. Затоа останете со нас, последните минути ви ветува многу интересна и возбудлива емисија. Правиме пауза. Почитувани гледачи, во ова издание на емисијата Супер Звезда повторно ни е гостин Александар Масевски. Масевски, добре ни дојдовте. Добре дојдов. Јас ти благодарам што повторно прифати да бидеш дел од ова наше денешно дружење. Пред неколку емисии водевме разговор и кажавме што е тоа да се биде композитор. Ајде денеска да поразговараме малку повеќе на темата продуцент. Што е работата на еден продуцент и аранжер и како се создава музичко дело гледано од таа страна. Знаеш како продуцентството е малку и експериментирање. Експериментирање со звуци, експериментирање со таа некоја звучна слика која што сакаш да ја добиеш. Значи секоја песна и од оние што ги слушаме и што ги знаат децата, има своја звучна слика, своја атмосфера. Таа атмосфера некој ја креира. Тоа е продуцентот. Како тоа тој го прави? Со тоа што се бараат одредени, значи и тоа е на некој начин креација. Не е тоа само технички дел. Продуцентот па сега ќе бараме звук или не знам што ќе уклучуваме и ќе исклучуваме и мислиме дека тоа е продуцент. Не. Продуцентот се грижи да го најде правиот звук, оној звук што е потребен за одредената намена, затоа што како што сите знаеме, имаме ние многу голем избор на звуци во денешно време. Значи ти мораш да го погодиш оној што е правиот. Оно што најдобро ќе се одзвесува со сликата која што ти сакаш да ја представиш во песната. Така да таа звучна слика, тој саунд е многу важен и по тоа да речеме исто така ги познаваат продуцентите. Значи добар продуцент има секогаш и подпис на својот саунд, на својата звучна слика. Има свој печат. Има свој печат. Кога некој ќе го слушне, познава дека е тоа тој. Така е. Тоа е тоа. Значи не е само дали е мелодијата или текстот, значи и дури и тоа. Затоа велам дека продуцентството честопати луѓето и сите оние кои што не знаат што е точно продуцентство го сваќаат како технички дел од работата. Не, техничкиот дел на работата повеќе паѓа на саунд инженерите, на асистент саунд инженерите и така натаму, но продуцентот го има и оној креативен дел кој што кажува, на пример, една група каде да свири, колку да свири, зашто овој дел сега да не го свири или тука да се отсвири едно мало соло, да не се претерува со свирењето и така натаму. Продуцентот е тој кој што е на некој начин и кормиларот на целиот проект. Како режисерот во филмот, така е продуцентот во музика. Така е, тоа е тоа. Така да тука има многу мене што ме повлекло. Самото тоа експериментирање. Како да го направам тој саунд? Чекај да видам, дај да звучи ова вака. Ама не ми се допаѓа, сакам потопло да ми звучи. Сега ќе рече што значи потопло? Па тоа не можам да го објаснам. Тоа секој за топло или за ладно или за средно, секој си има слика во својата глава. Тоа е точно она што е креативното, тоа е точно она што треба да биде твојот печат. Јас ти благодарам, предлагам да направиме кратка пауза, а веднаш потоа се враќаме овде повторно во разговор да одговориме на оние многу прашања кои што имам да ти ги поставам денеска. Се надевам дека ќе бидат ептен интересни за сите наши гледачи. Останете со нас. Александар Масевски, човек кој што е композитор, човек кој што е продуцент, уживаш ли во сето ова што го работиш? Многу. Па како ќе ги оправдаме тие 25 години што јас седам во студио и креирам. Значи од 92 година, кога официјално почнав да работам во студио, после неколку години станав и како дел и власник на студио. И од тогаш сум веќе 25 години во студио. Честитам. Сакам да те прашам, колку време е потребно да се искомпонира една песна? Кај мене, затоа што сум јас мелоди мен, тоа е кај мене приказната, значи тргнува стално од мелодијата, мене тоа најчесто многу кратко време ми зема. Значи таа некоја мелодија што ќе ми влезе во глава, да речеме, и тоа, значи не мора секогаш таа сама да дојде. Меѓутоа кај мене најчесто сама доаѓа, а има да речеме некои мелодии кои што се со свирење на пијано, некои хармонии, па ти доаѓаат мелодиите. Значи и така може, но татко ми, можам да го сега да го кажам тоа, он
секогаш викаше најискрена е таа мелодија што сама ќе ти дојде во глава, без да чепкаш на инструментите. Кај мене тоа доаѓа брзо и многу брзо завршувам со тој композиторскиот дел. Кај мене тоа може да биде во 10 минути, во половина час или час најмногу, не повеќе. Значи многу брзо композицијата, мелодијата ми доаѓа, после нормално има разработување и можеби ти ќе подпромениш нешто овде и онде, но генерално основната идеја што ти била првичната идеја останува. Тоа е начинот на кој што јас, да речеме, компонирам. Има луѓе, има автори кои што компонираат пак на даден текст. И така може. За мене тоа е малку понелогична приказна, затоа што после тоа некако ми ја лимитира мелодијата, текстот. Текстот го условува некако со слогови моментот на компонирање на мелодија. А вака е нешто друго. Тебе ќе ти дојде мелодијата чиста, а после ќе се обидеш текстот да го прилагодиш, зашто нели зборуваме песна, музика, зборуваме, значи мора тој дел да биде експониран, да речем. За мене е тоа најважниот дел. А иначе секогаш кажувам нормално дека е многу важно да имаш и добар текст и добра мелодија, тогаш комбинацијата многу јака, ама понекогаш и банални реченици што нас не ни значат ништо, како на пример I will always love you, е една обична реченица која што секој може да ја каже и да ја свати, ама ништо нема да му значи посебно. Меѓутоа, ако таа реченица ја кажеме вака, and I will always love you, значи мелодијата ги дава живот на таа реченица. И праќа уште помоќна порака. Многу помоќна порака. Тоа е, затоа јас мислам дека сепак најголемата моќ, значи во музиката е мелодијата, а после тоа нормално и бомбастичен текст. Значи тоа оди едно со друго. Тоа е момент кој што ја да речеме со текстот имам повеќе време ми одзема текстот. Колку компонирање на мелодија? Мелодијата, апсолутно. Повеќе време ми одзема текстот, затоа што посебно да речеме ако сакаш да пишуваш на македонски, а да речеме фразата на мелодијата ми е повеќе на она страна кај што англиски се пее и малце потешко можеш да ги погодиш зборовите за да легнат убаво на мелодијата и бара малку, да речем, поголемо пребарување, да речеме, во речникот на зборови. Но после тоа аранжманот и продукцијата исто така земаат доста голем дел од времето. Тие можеби и најголемиот. Затоа што секогаш имаш нешто да додадеш, имаш нешто екстра да промислиш, дали е тоа доволно тука експонирано вака аранжмански, како звучи, дали е саундот, ама не ми се допаѓа, да речеме, оваа гитара како звучи тука, ќе морам уште еднаш да преснимам или да снимам некоја друга гитара, или не знам, сега јас кажувам многу едноставни примери за да можат нашите млади гледачи да не разберат. Меѓутоа има тука и многу други елементи кои што се важни фактори за тоа како една песна ќе звучи на крајот. И точно е тоа дека добрата песна е добра секогаш и на пијано да ја свириш, да ја отсвириш само или на гитара или да ја слушаш со комплетен аранжман. Меѓутоа има една друга работа, вика кога работев во Америка, еден од тие продуценти со мене што работеше, разговаравме и он вика да, но вика ако направиш и екстра продукција, таа ќе ја однесе песната на уште повисоко ниво. Што ќе рече, значи се зависи едно од друго и не можеме веќе да се враќаме на она на клавир да ја отсвириш, таа ќе биде добра. Ќе биде добра, ама мора да направиш ти нешто да биде најдобро. Да дадеме се од себе за да ја качиме на највисоката скала. На највисоката скала, за да не мораш после више да размислуваме дали треба вака да ја правиме или онака. Значи ја завршуваш, финален продукт, значи песната излегува и треба да си задоволен од тоа и да после мене ми се случува после многу време враќам некои стари песни и сум многу задоволен кога ќе сватам дека не би додал и не би одзел ништо во песната. Дали е точно дека за продуцирање на една песна треба многу повеќе време од самото време кое што е потребно за да се искомпонира исто? Апсолутно. Продуцирањето е посложен процес и бара и повеќе време бара да се инвестира. Значи не можеш, тоа сме го разговарале. Дали е тоа Александар Масевски, дали е тоа некој што ќе биде почетник, дали е тоа некој врвен светски продуцент, минимум времето кое што треба да се одседи во студиото и да се работи на тоа е за сите исто.
Значи не постои, немој да мислиме дека некој светски продуцент тоа го прави у 1 сат. Не. И него му треба 8 или 10 часа, исто како на Александар Масевски, на тој што почнува му треба 20 можеби часа. Тоа е целата работа. Но ти ќе дојдеш до еден левел кога ќе можеш тоа сето побрзо да го, тоа е до ниво кога сето тоа ќе можеби побрзо малку да го правиш, односно знаеш што сакаш, знаеш што бараш, знаеш кај можеш да го добиеш, И како лесно да дојдеш и брзо. како лесно да дојдеш брзо до истото. Но тоа е повторно нешто што ти не можеш да го прескокнеш. За тоа, на пример, треба да инвестираш 8 часа. И ти тие 8 часа можеш да ги инвестираш па што сака нека. Без тоа не бива. Не, ништо готово. Така да многу работа бара. Значи целиот овој процес, посебно ако си повеќе во едно, бара многу работа. Додека другите си пијат кафиња, текстописецот ќе ти го даде текстот и си пие кафе и после може да коментира. Да му се допаѓа или да не му се допаѓа. Ти мораш да седиш, да снимаш, да направиш продукција, да аранжираш, да смислиш мелодијата, да го смислиш аранжманот на придружните вокали, значи има многу на крај конечно овдека во Македонија, затоа што таква е работата, немаме луксузот да имаме посебни саунд инженери, значи миксинг инженери како што ги викаат, па да му дадеш на крај да ти ја микса песна, него ти и тоа мора сам да го правиш. Така да тоа е процес, ја би рекол дека минимум во добри денови кога ќе ти оди све, тие 4-5 дена за една песна минимум. Значи зборувам, па тоа може да оди до 10 дена, зависи што сакаш, зависи колку е чепкаш, колку сакаш да направиш, колку си задоволен или незадоволен. Мора и да преспиеш, па да ја преслушаш, да видиш што е работава. После преспивање се откриваат ли некои нови моменти? Како да не? Може да дојде нова идеја за екстра нешто добро или може да речеш чекај ова што го направи вчера овде, не ми се допаѓа, извади. Треба и многу самокритичност. Огромна самокритичност треба. Затоа што треба да исфрлиш работи кои што сам си ги направил. Кажавме интересни работи, се надевам дека има интересни на нашите гледачи, ќе направиме кратка пауза, а веднаш потоа продолжуваме со Александар Масевски, ќе запловиме во светот на музичките води, во светот на аранжирањето и светот на продуцирањето. Останете со нас. Почитувани гледачи, се враќаме во разговор со Александар Масевски. Кажавме дека продуцентите имаат многу работа. Сакам да те прашам, додека создаваш едно дело, додека правиш една песна, ти пречи ли да има некој друг со тебе во студио? Не е страшно ако има некој во студиото. Посебно да речеме ако имаш соработка со некого, ако соработуваш со некого, не е страшно. Например, ти кога е пејачот е во студио, па ти може да довршуваш, да доправаш нешто или така натаму, па може да имаш и соработка. Кај мене не се случува тоа многу често овде во Македонија. Надвор кариерата ми е исто така базирана на соработки, на многу соработки со различни луѓе, така да не е тоа ништо страшно. Многу е важно да бидеш на иста фреквенција со нешто соработуваш. И да бидеш што сака. Што сака и да бидеш на исто ниво сега. Се разбереме, не може еден да биде ученик, а друг професионалец и на исто ниво да соработува. Тоа малку тешко оди. Тоа не оди во музика. Значи затоа во светот на професионалците зашо викаат треба да си професионалец. И во Холандија и во Америка кога ќе те земат, значи они ако те земат а да си нов, да работиш со некој професионалец, да си го постигнал тој левел да веќе те земат да работиш со професионалец, тоа значи дека ти даваат голем комплимент. Дека значи многу си талентиран, многу те бива и они има што да исцрпат од тебе, што да земат од тебе или односно идејата што ја даваш е веројатно свежа, доволно свежа да дури професионалци викаат знаеш ова е тоа, дај да го изработиме заедно, дечкото има визија. Значи меѓутоа тоа се многу поретки најчесто случаи, најчесто соработуваат меѓу себе на тоа ниво луѓе кои што се на иста фреквенција, имаат исти гледишта кон работите и на исто ниво во работата. Така да мене не ми пречело, а секако дека кога работам и кога сум вдлабочен во целата таа, ми треба фокус. Јас тоа го викам, ние влегуваме во филм и тој филм не смее да ни го поремети ништо, ни звук, ни едно тато од детето. Значи тоа е, може точно тоа тато што ме повикал синот, да ми избега таа некоја мелодиска линија или некоја идеја интересна што сум ја имал и да не можам да ја вратам. Да. Значи бара тотален фокус и тотален мир. Тотален фокус, значи влегување во филм и останување во филмот додека не завршиш работа. Така да, веројатно сите оние кои што живеат со уметници го знаат тоа и знаат дека тоа е нешто што треба да се почитува, затоа што тоа е нашата работа, тоа екзистира. Така да, генерално, кога
кога најважниот дел од песната кога го правам, ако веќе сум комплетен автор, тоа го правам за дека сум сам. Значи не ми треба друштво за тоа. Не ми треба, а после тоа доаѓаат пеачите кои што изведувачите кои што слушаат, им се допаѓа. Некој ако не му се допаѓа, исто ќе си каже дека не му се допаѓа, нормално, не би сакал да ми пее некој песна ако не му се допаѓа. Никој не би сакал тоа. Но генерално се задоволни и почнуваме да работиме на тоа како да биде како таа изведба би била најдобра, односно како неговата изведбата на артистот кој што е во студиото ќе донесе песната во правото светло, за да можат после тоа слушателите што ќе слушаат на радио или на телевизија што ќе гледаат да разберат и да сватат дека е тоа одлична песна, убава песна. Емоцијата да се пренесе, значи. Сакам сега разговорот да го завртиме во една подруга насока. Некои гледачи знаат, но некои не, дека ти си еден од оние кои што искреира прекрасни детски композиции, имаш искомпонирано десетици, можеби и стотици детски композиции. 40 нас сигурно. Да, сигурно. Ако не и повеќе, сакам да прашам. Дали со еднакво внимание, со еднаква љубов, со еднаква посветеност ги работиш и детските песни, како што работеше и на овие песни за Тоше, за Наде Талеска, за Тамара и за останати? Па да, значи јас не би се зафатил за нешто да го работам ако не дадам се од себе. Значи јас затоа сум го кажал тоа и сметам дека треба така да биде. Често пати во нашиот народ се употребува она колку пари толку музика, она стара поговорка. Меѓутоа ја таа логиката на таа поговорка во мојата работа не ја гледам. Ако си креативец, како можеш колку пари толку музика? Како ќе го одредиш? Ќе го дадеш најдоброто. Да, секогаш ќе го дадеш најдоброто. Зошто? Затоа што ти стоиш подпишан позадите. И утре никој нема да те праша, ова е многу послабо, значи помалце му платиле. Мислам, тоа би било смешно. И тоа веќе не кажува за еден уметнички, условно речено, или со љубов пристап кон тоа што го работиш. Така, има ли разлика во тоа кога се прави песна за некој од овие еминентните и докажаните возрастни пејачи и за пејач некој што е млад, сега што почнува, или за дете? Па има разлика со тоа што значи тие што се познатите еминентните веќе знаеш што имаш како материјал во смисол на тоа што тие можат да ти дадат како креација, како квалитет, дали е тоа на вокал, како креативност на изведба. Така да кога малку е полесно кога креираш за веќе познати, затоа што ти веќе си ги слушнал нив во многу наврати како пеат и ќе можеш по тоа што веќе они го направиле да имаш некаква ориентација што они најдобро можат да изведат и каде ти треба да се движиш со песната. А кај младите не е така. И затоа го кажав дека предизвикот е поголем. Почнуваат и некои ограничувања, не може да отпее толку. Да. Си мислел дека може да отпее, тој не може, или си мислел дека вака ќе биде емоцијата, дека ќе ја долови, но еве дали се уплашил, дали нема искуство во работа со микрофонот, не може да ја покаже и така натаму. Тоа бара еден друг пристап, друго трпение, малку мораш и да малку и да бидеш и по внимателен што ќе кажеш, можеш да го демотивираш да немаш да испее ништо. Така. Генерално ако ја нешто сум имал некаква замерка, посебно тоа биле кон помлади пејачи, дека исто, значи зборувам од она што кај нас се очекува од еден пејач, а тоа е дека ќе покаже силен глас и дека тој силен глас ќе го покажува требало не требало. Јас сум им кажал, ако имаш потреба да го испукаш гласот, така можам да те однесам горе на врв на водно, да те оставам 1-2 сати, викај и кога ќе решиш дека треба да пееш, дојди да испееме песната. Значи тоа се овие се работи кои што понекогаш се случуваат, многумина доаѓаат веќе спремни, повеќето тоа е доброто кај, да речеме, кај овие што се помлади пејачи, тие се трудат малку повеќе, можеби доаѓаат поспремни, сакаат да дадат, сакаат да искористат можеби шансата што ја добиваат и така натаму. Така да, генерално све си има некоја своја убавина. Значи, од едната страна добиваш искуство и сигурност, од другата страна предизвик и нормално ризик. Предизвик, али ризик лежи во таа работа и тоа е тоа. Повторно, оној што е во измеѓу просторот, а тоа е продуцентот, композиторот, текстописецот, аранжерот, тој си има задоволство во тоа што го работи.
Јас ти благодарам за ово прекрасно интервју. Ќе продолжиме, ова не е крајот, почитувани гледачи, останете со нас, ќе направиме кратка пауза, веднаш потоа се враќаме повторно во разговор со легендарниот Александар Масевски. Пауза. За оние кои малку подоцна се вклучија, почитувани гледачи, денеска специјален и ексклузивен гостин во Суперзвезда Александар Масевски. Во едно од минатите изданија разговаравме за тоа како е да се биде композитор, а денеска разговараме за тоа како е да се биде продуцент. Дали сметаш дека македонските песни имаат добра музичка продукција? Мислам дека некој од нив значи меѓутоа мора да се поработи на тој аспект, мора да поработиме. Еве, просто ако земеме да видиме каква е музичката продукција што ни доаѓа од надвор. Како продукција зборувам сега, не зборувам како саунд, како изведба, не зборувам дали ни се допаѓаат песници или не. Тоа е друга работа, да речеме, ајде да кажеме дека е вкус во прашање. Меѓутоа сето тоа како звучи, како е изработено, кај нив е тоа генерално на се што ќе чуеш е перфекција. Кај нас тоа не е така, за жал. И самокритичноста е првиот чекор кон подобрувањето. Значи ти мораш да сватиш, да знаеш каде е проблемот, да го уочиш проблемот, да сватиш дека треба да се работи и да видиш што е тоа што треба да направиш за да ја подобриш својата продукција. Сакам да прашам дали како што еволуира музиката, музичките стилови, дали така еволуира паралелно и продукцијата? Апсолутно. Саундот се менува што се вика на секои 6 месеци. И се е тоа нешто новост, нешто интересно, нешто што да речеме пред 5 години не би го направил ни во сон, сега вика дека е тоа стандард во индустријата, така мора да се направи. Значи се менува затоа што светот е полн со конкуренција на талентирани луѓе кои што креираат секојдневно и кои што работат и кои што нудат многу на пазарот, па дури и дури ќе доаѓа момент кога јас толку музика сум се изнаслушал, толку музика знам и повторно ќе ми изненадат со некое ново пакување околу музиката, со некој нов стил. Значи тоа го прават тие од надвор. За жал не го правиме ние, се тоа мораме да бидеме реални. За да се доближиме кон тој дел, мора да се поработи и мора да се внимава, да се свати каде е проблемот, убаво да се разграничи, одлично што ја правиш ова емисија, да се разграничи што е тоа продуцент. Што не е продуцент затоа што снима во ова студио. Не е тоа продуцентот, тој снимал. А продуцентот нешто многу повеќе значи него само снимањето во студио. Да, оној кој што дава душа на композицијата, оној кој што треба да ја оживее. Тој што ја оживува сликата на целата композиција со тие саундови што ги бира, начинот на кој што ги поставува, како ги поставува, што експонира, што малце смалува и така натаму. Тоа е малку илузионистичка една работа која што, значи, создаваш илузија некаква, која што луѓето преку звучната слика ќе си видат некои слики, можеби. Така да во тој дел мислам дека треба да се поработи, сигурен сум треба да се поработи многу. Тука можеби и самите медиуми треба да ја направат таа една дистинкција, да направат рестрикција на тоа што може да оди по радијата, а што не. Се разбира како треба луѓе кои што тоа ќе можат да го приметат, да знаат дека ова е добро isproducirано, ова е финален продукт, а ова е демо. Некој кој знае да го препозна. Некој кој што знае да го препознае за да каже да, супер ти е песната, ама ќе мора да се isproducira на соодветен професионален начин за да може да влезе во нашето радио. Не сме се уште до таму стигнати, за жал. Прекрасен одговор. Ме интересира дали ги пратиш секојдневно светските музички трендови и стилови? Да. Мислам, мораш да бидеш информиран. Посебно ако си продуцент, повторно ќе кажам, во мејнстримот. Не можеш ти, значи мејнстримот што значи? Мејнстримот во главном значи тренд. Не можеш ти да бидеш во трендот како продуцент, а да не се информираш што се случува на светската музичка сцена. Ајде да се вратиме сега тука кај нас. Што работиш во последно време? Во последно време, значи сега имам нов сингл кој што треба да се пушти со Нина Јанева, нов сингл на Наде Талевска, на Сања Левкова, нов сингл на Горан Папа, саксофонистот, евровизиската песна за јуниорскиот евровизиски настап на Мартија Станојковиќ, нашата пинкова звездичка, и некои други работи кои што се уште се готват, се приготвуваат, а за кои што јавноста ќе дознае кога ќе бидат спремни.
Кога ќе дојде времето. Кога ќе дојде времето, така. Што имаш за крај да им порачаш на сите оние дечиња кои сакаат во животот да се бават со една од твоите професии, компонирањето, продуцирањето? Не постои подобар одговор од тоа да ако тоа сакаат да го прават, тоа треба навистина да сакаат да го прават, да почувствуваат дека се талентирани за нешто од овие професии и да го инвестираат, да го вложат своето време. За жал тука ќе морам да кажам дури и своето слободно време да го вложат во надградување во она што сакаат да бидат можеби во иднина. Уметноста има една многу убава работа, таа секогаш те исполнува, нели кога ја работиш, било која уметност, но има и нешто што е многу несигурно околу уметноста, а тоа е таа никогаш не ти гарантира дека ќе имаш некаков фидбек. Така. Што материјален, што да речеме како во форма на ме познаваат или славен сум или успеав или значи дека ќе имаш фидбек душевен, тоа секако, значи во секое време. Но во овие другиве работи не ти ги гарантира. Така да бара многу од тебе, а многу малце ти гарантира за узврат, за назад. Така. Јас ти благодарам и за крај уште едно прашање имам да ти поставам. Доколку би можел повторно да бираш, што би одбрал да станеш во животот? Доктор. Се шегувам. Па не знам, може би е клише, стереотипно се ова што ќе одговорам, ама повторно би избрал музика веројатно. Сега од оваа дистанца гледано, бавејќи се со тоа низ животот, после толку години музика не би можел да се замислам како ништо друго освен како музичар. Така, јас ти посакувам уште многу успеси, да си ни жив и здрав. Благодарам. И во иднина уште повеќе да не радуваш со твоите музички ремек дела. Ти благодарам многу што беше дел од ова наше денешно дружење. Благодарам за убавите зборови и за поканата. Фала ти. Поздрав. Продолжуваме понатаму. Почитувани гледачи, ви благодарам што бевте со нас во ова издание на емисијата Супер Звезда. Се надевам дека уживавте и дека научивте некои интересни работи за кои што разговаравме денеска со легендарниот музичар Александар Масевски. Така да до следното издание на Супер Звезда бидете весели, бидете живи и здрави, слушајте ги мама и тато и гледате Супер Звезда. Чао, пријатно до гледање, се гледаме во наредното издание. Чао, чао, чао.